Темата е Земјата и просторот околу неја. Сончев систем. Огромниот бескраен простор во кој се движат Сонцето, планетата Земја, другите небесни тела се вика Вселена или Универзум. Вселената е составена од огромни звезди, наречени галаксии. Земјата е планета. Таа е една од 8 планети во Сончевиот систем. Во Вселената има безброј звезди. Тие се големи, сјајни, небесни тела кои што испуштаат топлина и светлина. Една од нив е и нашето Сонце. Сонцето е звезда. Без Сонцето нема да има живот на Земјата. Сонцето зрачи со топлина и светлина. Сонцето е 100 пати поголемо од Земјата. Бидејќи Сонцето е огромно, тоа привлекува разни небесни тела да движат околу него. Околу Сонцето се движат 8 планети. Сонцето и 8 планети заедно се нарекува Сончев систем. Сонцето е звезда во средината на Сончевиот систем и Земјата се движи околу Сонцето, како што можеме да видиме на сликата, значи Сонцето е во средината на Сончевиот систем, а Земјата се движи околу Сонцето. На следниот слайд, значи можеме да ги видиме 8 планети во Сончевиот систем, кои што се движат околу Сонцето. Околу Сонцето со огромна елиптичка патека и оваа патека се нарекува орбита. Еве ги овдека, значи, и планетите Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Се што гледаме над површината на Земјата заедно со Вселената го викаме небо. Небото преку ден изгледа плаво затоа што воздухот ги пропушта плавите зраци од сончевата светлина. Навечер небото е темно, затоа што нема сончева светлина и на него се гледаат безброј звезди и планети како на сликата. Ако небото е ведро, без облаци, можеме да го видиме преку ден Сонцето, како на оваа слика, а навечер месечината и другите планети и другите звезди. На небото можат понекогаш да се видат и природни феномени, како на првата слика виножито, на втората молњи. Во текот на денот можеме да го видиме Сонцето на различни позиции, че Сонцето привидно се движи од исток, значи изгрева од исток, значи позицијата во текот на денот е на највисоко и заоѓа од запад. Тоа се случува затоа што Земјата се врти околу Сонцето по својата орбита. Еднаш е вртена накај Сонцето, а другиот пат не е, и таа појава се нарекува ден и ноќ. Како на сликата, значи Земјата едната половина е ден, другата половина е ноќ. Земјата се врти околу својата оска додека се движи и потребни се 24 часа за да се заврти еднаш. На Земјата и е потребно 1 година за да се заврти еднаш околу Сонцето. Кога наутро ќе почнеме да огледаме Сонцето, тоа се вика изгрејсонце, како на сликата. Кога Сонцето се гледа највисоко на небото, тоа е пладне, како на оваа слика. И навечер, кога Сонцето го снемува, тоа е зајдисонце. Кога нешто ќе застане на патот на сончевата светлина, тогаш се создава сенка. Како на сликата, значи децата прават сенка. Сенките се менуваат во различни временски интервали, од понеделник, од подолги, наутро и приквечер, кон пократки на пладне. Сончевиот часовник го покажува времето, но ова мерење не е сосема точно затоа што Сонцето не изгрева во исто време во различни годишни времиња. Затоа денес ги користиме механичките часовници. Драги ученици, еве една задача која што можете да се напишете во вашите тетрадки, да ги нацртате сликите и да одговорите на поставените прашања. Под 1, да ги погледнете сликите од стапчето и неговите сенки, да размислите зошто сенките се различни. Под 2,
Треба да го нацртате сонцето на слика број 1 на оваа слика и треба да размислите каде треба да биде сонцето. Дали сонцето е високо или ниско? Под Б. Дали сонцето е од левата или десната страна? Дали е над стапчето? И трето, сега нацртајте го сонцето на другите слики. Тоа има различна положба на секоја од сликите.